Се зголемува бројот на луѓе во Кичево кои се во неизвестност и страв каде ќе живеат откако излевањето на реката Зајашка им ги поплави и целосно уништи куќите пред се во населбата помеѓу речното корито и улицата Прилепска, каде има и дел импровизирани објекти. Црвениот крст ги сместува во спортската сала каде преночи, а најверојатно ќе остана таму и во догледно време. Овде точна бројка не знам на колку има фамилија, ама негде сме околу 130 кујчи. Спрева списокот го знаат од Црвен крст околу 250 луѓе сме, значи што се деца. Кујчите ни се сега во Прилепска, али врату не можеме веќе, немаме пристап. Тука веќе живот нема во тие кујчи, што сега претходно пред месец дена. Истото имавте поплава. Сите населби кои се наоѓаат долж реката позната и како Темница се погодени од излевањето. Велат со децении вакви поплави немало. Денес со пумпи и црева ја отстрануваа водата, а ќе мора да фрлат голем дел од уништената покуќнина. Поплава беше, гледаш, оно врвава, до каде се врват, дето беше онадено. Од тука вака таварта, до вака онаде шишиња, многу. Имаше работи многу, каучи, фрижидери, све носеше. Епте на брзина се случи цела работава. Во 9:30 ги видов овие што се поблиску до река, веќе колите ги има извадено. Успеев и едно-две коли в гаража, само нив да ги тргнам од гаража и тоа беше. Во 11 веќе беше ова ниво постигнато овде. За сат и пол максимумот. Водата дојде многу брзо. Во 10 сатот комшијава ми се јави на телефон, преливат реката од задната страна и за пола сат се наполни вода. Овде 1 метро е нивово на кој ќе ме гледат до каде што. Ова се случи и пред месец и пол, само беше многу помала вода. Не беше санирано. И еве, ова не знаете. Да е очистено коритото, немаше дова да дојде таму. Ова е во минативе 59 години, ја колку што знам, 4 или 5 поплава, но вака брзо да не поплави во рок од 20 минути, да постигне висина од пола час, да постигне висина од метар, ова досега се нема случај. Дојдоа багери, да ви кажам, цело време имаше, сега што имаше од локална самоуправа пратија. И приватни багери и све. Дојдоа некој, после некој време излегоа таму на кереката, покушаа да запрат водата, ама после 1 сат, 2 успеа да запреа, инаку водата преку таму има зид бетонски, преку зидот идеше вамо. Цела вода од цел град се собра овде вака. Според градоначалникот на Кичево има подолготрајно решение за спречување на вакви непогоди во иднина. Бидејќи до 13 години никаков зафат не е направен во однос на чистење на речното корито, нивото на реката е подигнато за 1,5 метри, некаде и 2 метри. Така да ова не е прва поплава откако сум јас дојден на оваа позиција градоначалник. Се обидовме во меѓувреме нешто да преземеме, меѓутоа дождови пак и снегови не спречува, не се работеше. Сега ангажиравме, како што ви кажав, се што е можно и ќе работат се додека не се доведе речното корито во првобитна состојба како што било пред 13 години, значи ќе слеземе скоро 2 метри надолу, за да никогаш повеќе ова не се повтори. Кичевчани, освен што се борат со последиците, стравуваат дека ќе имаат дополнителни проблеми поради најавите за нови врнежи од дожд.